но нашиот фокус се пред се младите, иднината, процесите кои што ги водиме, отварањето на новите можности, креирањето на програми кои што се усогласени со Европската Унија и можностите кои што ни стојат на располагање. Но клучната и последна за која што денеска дебатираме и сметам дека треба да ја збориме е зголемената поддршка за младите земјоделци, за мерката за поддршка на млади земјоделци. Работиме на приближување на ИПАРД програмата до младите луѓе, до сите заинтересирани корисници и затоа започнавме, како што гледате и низ медиумите и на терен, со една силна и агресивна кампања за публицитет на ИПАРД 2 програмата. Веќе реализиравме голем број на средби од тоа што ни е предвидено. Ке посетиме 90 населени места, ке имаме 6 регионални форуми, ке имаме голем број на работилници, испечативме стотици илјади примероци на упатства, на материјали, на брошури, на летоци, кои што се однесуваат токму на ИПАРД 2 програмата, се со цел да ја приближиме, а најповеќе тоа до младите луѓе. И тоа дава резултат, заради тоа што веќе имаме 2 актуелни повици во оваа 2019 година, кои што беа отворени и веќе истекоа роковите и имаме импозантни резултати од тоа што како апликации се поднесе. И верувам дека како што покажавме оваа година и ги убедивме сите дека може во делот на ова искористеност на фондови од последни да станеме први, од последен сектор да станеме прв за кој што се меѓу првите за кои што се збори, верувам дека со сите мерки, со сите политики, со сите храбри одлуки кои што ги носиме во овој сектор, навистина земјоделството и аграрот за младите луѓе ќе биде тренд, ќе биде задоволство и се повеќе ќе ги мотивираме да се вклучат, да работат, а ние сме тука да ги обезбедиме сите мерки, да носиме нови политики, да ги враќаме парите назад кон граѓаните, да отвараме нови фондови, нови перспективи, да се грижиме за пласманот на земјоделските производи, а верувам и за многу инвестиции кои што во овој сектор во следниот период ќе следат.